civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Еве неколку нови прашања, секако и неколку стари, за кои веќе очекуваме одговор и се надеваме дека нема да бидат заборавени. Па да видиме. Во која процедура е одобрен спотот за Денот на полицијата во продукција на техничкиот министер за внатрешни работи Наќе Чулев? Каде и кога е објавена набавката? Кој ја одобри? Каде може да се најде финансиската и друга документација за целата постапка околу овој спот? Според кој закон и во кое својство директорот на МРТВ Маријан Цветковски учествува во оваа продукција? Според кој закон и на кој начин техничкиот министер ја проследил генијалната идеја на директорот на јавниот сервис? Кои се јавни ресурси се искористени освен полициските возила што ги видовме? Дали полицајците што учествуваа во продукцијата на Чулев беа заменети со други припадници на МВР на местата каде што се најпотребни во безбедноста и сигурноста на граѓанките и граѓаните? Дали продукцијата на Чулев знае нешто за авторските права, бидејќи сепак спотот е плагијат? Дали спотот е наменет за сите македонски граѓанки и граѓани или само за еден дел од нив? Кои се пораките што треба да ги добијат граѓанките и граѓаните од спотот, особено по кружењето на полицискиот конвој околу големиот крство аеродром и споменикот на Васил Чакаларов? Кој е автор на сценариото и во која законска постапка е избран за таа позиција? Дали имаше најава за масовниот собир во Струга на 7 мај? Тоа е тој собирот кој се одвиваше без почитување на ниедна мерка за заштита од коронавирусот. Врз основа на кој закон или владина уредба се упатени полициски сили да не ги спроведуваат мерките за заштита и санкциите кои произлегуваат од нив, туку да го обезбедуваат собирот? Дали полицијата со која раководи Чулев денеска ќе ги санкционира оние што ќе ги прекршат уредбите за ограничување на движењето во Скопје, Куманово, Штип или Тетово, например? Дали Наќе Чулев се чувствува одговорен или барем засрамен поради инцидентот со димната бомба која ги погоди дипломатите и новинарите на полициската парада на 7 мај, Денот на полицијата? Дали Наќе Чулев ќе се извини за инцидентот со новинарите и медиумските работници на 7 мај? Дали ќе ја објасни полициската акција каде што се пакуваше хуманитарна помош и според сведоштвата беа малтретирани волонтери во акцијата? Што пронајде техничкиот министер во оваа акција? Каде е извештајот? Се разбира, има уште многу прашања, но ќе завршиме со едно пригодно. Дали Мицкоски оди во теретана секој ден? Ова секако мора да го знае неговиот министер за внатрешни работи Наќе Чулев.